Исклучок од што го правам, влегувајќи во еден скулпторски ателје, во ателјето на Анета Светиева, не е оправдан само со тоа што незината скулптура истовремено е и сликарство. Бојата е еден од првите својства. Овој исклучок го правам заради тоа што Анета е секако еден од најдобрите скулптори што израснал на ова тло. И скулптор кој се вратил на праматеријата, кој го вратил говорот на земјата. Незините скулптури припаѓаат на еден прасвет, на светот на почетокот, на светот на првиот допир на човекот со земјата, и во секоја од овие фигури и фигурини, како да е населен еден дух, еден куќен бог. Ако некој од нив се скрши, некој живо суштество очигледно ќе умре.
Уметноста не е во врска нити со животот, нити со смртта, таа е нешто во самата материја која тече и која се менува, таа е негде измеѓу. Јас за себе често пати мислам дека и не сум жива, дека сум само една пеперутка која живее само еден ден и секој од нас во еден период на животот е уметник. Сите ние сме уметници. Нас ни е познато дека нема дете што не е уметник. Потоа тој порив се јавува негде во пубертетот, тогаш често пати се случува, пишуваме и поезија, и сликаме, вајаме и така натаму. Меѓутоа, тоа е една акумулација што понекогаш исчезнува, понекогаш за секогаш, а некогаш пак се јавува одново. Јас уметностите воопшто не ги двојам. Сите уметности се за мене представуваат една целина. Не можам воопшто да двојам. Се чувствувам и како сликар, и како поет, и како вајар. Тоа е тој начин на кој јас размислувам. Јас така размислувам. Кај мене е изразено тоа тактилно чувство. Јас морам низ прстите да се искажам. Така настануваат скулптурите. Има уметници, ние знаеме, кои прават претходно скици, цртежи и така натаму. Мене сето тоа не ме задоволува, јас директно размислувам во материјал. Дали тоа ќе бидат мали скици, како ќе биде, не е битно, меѓутоа јас морам да го почувствувам низ прстите тоа што сакам да го искажам, поинаку не можам да работам. Многу е битно таа мисла која е слоевита и така натаму, да се одрази директно во материјалот без некои накнадни интервенции. Тоа е еден начин на размислување, некој работи така, некој поинаку. За мене е многу важно директно во материјалот да се изразам и така да остане тоа без некои накнадни додатоци, одливања и така натаму. Јас си ги доработувам скулптурите, не е точно тоа дека ќе остане тоа токму така како што во првиот момент изгледа. Јас ги доработувам скулптурите, меѓутоа тоа е директно во истиот тој материјал. Мојот материјал е глината, најмногу и на прво место, а после тоа дрвото. Сум настојувала да работам и во камен. Имало некои резултати, меѓутоа каменот ми бил премногу ладен. Мислам, за мене потешко сум се изразувала во каменот, ми пружал преголем отпор, мојата мисла е брза и не ми одговара како материјал. Во овој креативен процес што се јавува во мојата работа, има двојна димензија, може да се каже. Тој е и обреден и уметнички. Обреден во таа смисла што јас настојувам, тоа е еден колку свесен, толку и несвесен пат, меѓутоа сепак е свесен кога јас веќе зборувам за тоа. Настојувам да се вратам кон онаа естетика која произлегува од самата работа, од самата идеја, нешто најдиректно со животот, и каде што нема подвојување, ова е уметност, а ова е живот. Настојувам да биде сето тоа едно, како во оние прапочетоци и почетоците на човекот и воопшто на неговата дејност во уметноста, каде што магискиот момент, работата, идејата, се е тоа вплетено во еден единствен свет.
Ако човек има нешто да каже, ако го доживува светот одново како новороденче кое се судрува прв пат со животот, со стварноста, тогаш мора човек да биде модерен. Мора да биде модерен ако е искрен. Баш во 20 век кој се смета за време на техниката, се јавува еден процес кој е најтесно поврзан баш со моите барања во скулптурата. Тоа е процес на враќање кон природата, на ослушкување на природата и на Јас, иако сум вајар, најмногу ме возбудил досега еден сликар. Јас не сум шетала многу и немам ни потреба така многу да шетам. Мои колеги оделе низ цел свет, јас не сум одела. Меѓутоа, во една прилика, јас го видов Рембрандт. Сум видела и многу други оригинали. Меѓутоа, тогаш осетив што е тоа, оно нешто големо што сум го очекувала, а пред тоа што не сум можела да го сретнам, го почувствував тогаш. Пред неговите слики јас осетив некои физички тегоби, можам да кажам, некој страв, некоја желба, дури човек, така да речем, да заплаче, иако некој можеби ќе изгледа тоа патетично, но еден удар, страшен еден шок. Кај него всушност не постои ни боја, ни простор, ни цртеж во онаа смисла на зборот како ние ги разгледуваме. Кај него почувствував дека не постои време. Тоа во исто време ме возбуди затоа што се совпаѓа со некои мои размислувања за времето, некое мое чувство што јас го имам за времето, затоа што во некои разговори така меѓу мои колеги јас сум настојувала да им објаснам некои работи, односно тоа дека еден ден ќе се случи и јас и Рембрандт и Микеланџело да бидеме современици во некој поголем временски блок, како што го рачунаме времето пред нашата ера, во некои огромни блокови, просто несватливи за човекот, така еден ден ќе се случи ние сите да бидеме современици. Уметноста е воопшто една страшна грчевита борба на човекот за живот, да остави трага, да зароби простор, да остави било каква трага за своето постоење. Па кога човек еднаш ќе осети таа инфекција на уметноста, така да речам, тој не може да се спаси повеќе од тоа, ако е тоа она вистинско, она право што задира длабоко во сите пори. Се разбира дека поново би ја избрала уметноста затоа што мора така да биде, затоа што тоа, да се изразам на еден ориентален начин, тоа е моја судбина.
Во народниот живот се јавуваат повеќе жанрови во една синкретична форма. Така што верувањето на нашите најстари предци било подеднакво изразено како во материјалната народна култура, така и во духовната, конкретно во песните. Ние кога одиме на истражување на теренот, одиме заедно со Анета и со други колеги и така комплексно ги проучуваме сите појави што се поврзани со верувањето и свеста на народот. Во нашите народни обичаи може да се види една контаминација на повеќе верувања. Во тој комплекс на верувања кои се јавуваат, многу се битни предхристијанските елементи, така да кажем паганството, кое е се уште живо на теренот, и тоа најмногу се согледува за време на новогодишните обичаи. Во нашите обичаи мртвите и живите се во постојана врска, тие живеат заедно. Тука се многу битни анимистичките елементи кои се појавуваат, верувањето во вегетативните сили и во заштитната улога на предокот. Сето тоа се јавува и во пластиката на обредните лебови кои се изработуваат во врска со овие празници. Бидејќи се работи за обичаи, каде што тешко доаѓа до менување на формите, бидејќи секој се плаши да изврши промени тука, ние гледаме дека се задржале многу стари, многу архаични форми, дури можеме да ги поврзиме и со некои форми кои ги среќаваме во неолитот. Еве тука веднаш може да се види една женска фигура која се изработува во врска со плодноста. Тоа е една набабрена форма која самата за себе веќе доволно зборува за тоа. Бидејќи се овие форми во најтесна врска со верувањата, не е никаква тешкотија тие да се изработуваат, бидејќи тој што ги работи, во случајот тоа е главна работа на жената, не е оптеретен со ништо странично. Таа си работи слободно, знае многу јасно што сака и многу јасно се искажува тоа во овие форми. Ние, например, кога овие објекти се прават во практиката, ги следиме и функциите на песните кои што се поврзани баш со овие објекти. Конкретно со овие тука објекти во тесна врска се и народните песни, затоа што да речеме на свадбата, кога се меси погачата, има специјална песна што е поврзана со тој момент на месењето на погачата. Ние од тие заеднички проучувања дознаваме за многу работи кои што на определен начин ја изразуваат таа свест на човекот и верувањето, така што јас кога ги проучувам песните, обрнувам внимание и на формата и на функцијата на лебовите, а се надевам и Анета кога заедно проучуваме ги има предвид песните кои што се пеат во моментот на правењето на свадбената погача. Постојаното секојдневното проучување на вредностите на народната култура, на вредностите на народната култура можат да бидат и текако голема инспирација и голема енергија во создавањето, во личното творишто на секој уметник. Тоа го докажуваат и примерот со творбите на Анета Светиева, која во скулптура, нејзината скулптура провеева духот на ова наше поднебје, духот на овие творби што моментално ги гледаме. Па ние секако, уште кога се раѓаме, носиме во себе нешто од битот на својата земја. Ова е во голема врска со мојата скулптура. Мене секогаш ме влечеле тие пориви, она нешто суштинско, есенцијално, она естетика која е во најтесна врска со животот, а не нешто посебно што настанува, туку во најтесна врска со една обредна креативност.